Управата за јавни приходи веќе неколку дена праќа опомени за неисплатени плати до фирмите, кои со душеја чекаат државната помош од петтиот пакет мерки. Додека пратениците си играат мајтап со лебот на работниците и се натегаат кој закон треба да биде прв изгласан, нема ниту м од мерките за спас на стопанството и граѓаните. Туристичките работници, кои се едни од најпогодените, крајно се револтирани од блокадата на собранието. Велат ако итно не се изгласаат законите, ќе стават клуч на врата и работниците ќе останат на улица. Ситуацијата е веќе повеќе од алармантна, можам да кажам. Веќе сме на крајот со силите да издржиме со нашите фирми. Конкретно секторот туризам веќе е пред колапс, буквален колапс. Што треба ние да правиме во овие услови? Да, УЈП ни праќа опомени, ние не можеме да издржиме, наскоро следуваат блокади на сметките, а во влада си играат топка, си фрлаат од едно на друго, дури слушаме изјави дека граѓаните може да издржат без пари неколку месеци, па побитни се други закони за донесување. Мислам дека тоа е крајно срамота и безобразно. И бизнис заедницата е разочарана од неодговорноста на пратениците. Вела дека тие биле избрани од народот и ова што го прават ги надминало сите граници. Според Миле Бошков, ако час поскоро не надвладее разумот над политичките страсти, економијата ќе тоне уште повеќе. Навистина овој пат мора политички да искоментираме дека не ни се допаѓа однесувањето, ниту по одговорноста на дел од представниците на народот во собранието и дека треба да размислат дали треба да се преквалификуваат во некоја си друга професија, односно да не ги представуваат тие што ги бирале и тие за кои сметале дека ќе исполнат довербата. Тоа значи дека што поскоро да се надминат себе си и партиските интереси, бидејќи пред се интересите на граѓаните се најважни. Инаку петтиот пакет економски мерки влезе во собранието пред повеќе од еден месец. Власта обвинува дека опозицијата е виновна што не е донесен, а опозицијата тврди дека државата нема пари и затоа го одложува гласањето. Во вакви тешки услови фирмите се уште немаат исплатено февруарска плата за своите работници, па сега молат Бога пратениците да се смилуваат и да ги изгласаат законите, за да нема нови затворање на добар дел од компаниите.